Нашиот денешен соговорник живеел во Италија, но одлучи да се врати во Македонија и тука да ја крои својата успешна животна и бизнис приказна. За Марко Трајковски пицата била прва љубов, а токму во татковината на пицата ја научил уметноста од брашно. По неговиот прекар во Италија, Прова е именувана и пицеријата во центарот на Охрид, а од неодамна пица мрежата на Марко се прошири и во Струга. Не воведе во кујната, ни покажа како умешно го владее тестото и подготовката на пица, а во меѓувреме разговаравме за враќањето во Македонија, што е она по што се разликуваат од останатите пицери, рекордната бројка направени пици во еден ден, но и за плановите во иднина. Марко, на самиот почеток, за твоите почетоци. Живееше во Италија, па се врати во Македонија. Па вака, кога бев мал, моите родители се преселија таму, значи уште беше СФРЈ или Југославија, па после татко ми не повлече, сум во Италија таму и таму растев. На школа, сите нормални работи, во тоа едно мало градче беше, Сан Поло ди Пјаве, морам да го цитирам. И кој имав некаде 15-15 години, така барав работа за налето. И стално ме интересираше она со готвење, со кување, пици од секогаш, значи од самите 80-ти, што нели нинџа желки генерации тие работи. И се вработав во една мала пицерија тука во градчето, се викаше Bottega della Pizza, буквално значи дуќанот на пицата. Тие беа ланец, имаа 4 или 5 такви take-away пицери, како што е Прова Охрид сега. Газдата беше Guido Gobbo, се викаше. И таму ме научија, пака, на почеток на занаетов, како да речам. И после останав се додека одев и, како се викат, средно, па секој лето таму бев. Па завршив средно, па после ова уште ме привлекваше со пициве, па се вработав во друг ресторан, па во трет и така натака и се направи во ова година 21 година кај што јас тегнам пици, пасти, правиме и сите тие работи. Како што и самиот кажа, имаше добар пример во Италија, но дали можеби желбата за кулинарство, за готвење ја наследи од некој од твоите родители? Не, професионално не, мислам интересно ми беше вака како помал да видам во кујната, да фатам нож, да пресечам, што знам јас, месо имало или тесто да се направи, или некој пасти на почеток. Тоа било све, како да речам, почетничко или примитивно да го наречам, ама ме интересирало, интересно ми било. Или емисии за готвење во Италија имаше нон-стоп, колку ше имаше цртани филми, толку имаше и емисии за готвење од кога памтам јас, значи. И беше интересно стално да пробам, да видам што е како е. И стално сум љубопитен за храна до ден денес, значи што и да ми се представи пред мене, би го пробал, би го укусил. Сега веќе имаш изградена успешна приказна со пицерии во Охрид и Струга, ќе ни кажеш што значи името Прова? Од каде е идејата? Па вака, значи Прова буквално, или како што е именувана пицерија, Prova l'arte della pizza, значи буквално пробаја уметноста на пицата. Сега, Прова во Италија мене ми е прекар. Моите другари ме викаат Марко Прова. Пошто моето презиме е Трајковски и беше како на некој начин во мода да се викаме по презиме back in the 90s, во 90-тите во Италија се викавме по презиме, ама моето презиме ни беше малце чудно и долго, пошто Трајковски и долго, и ме викаат Трај. Трај на англиски Пробај, на италијански Прова. И така од смење, ајде доста, ти си Марко Прова, ова она, и остана така до ден денес. И кој им кажав дека пицеријата ќе се викаат Прова, тие ми вика, тоа беше за смење, ми вика, не беше баш озбилно. И така, интересно ми беше и баш ка се врзви со цел концепт на реченицата. Ти пробај уметноста на пицата и затоа е интересно. Како што и кажува името, си направил многу проби. Имало промашени, но и совршени пици. Што е најважното во кујната за да се направи еден одличен специјалитет? Стално да се греши. Тоа е дефинитивно, значи што повеќе пробуваме, што повеќе грешиме, тоа имаме поттик за да го подобриме нештото, за да стигнеме до совршенство. Сега дали правиш тесто, дали некој специјалитет со месо или не е битно што и да е, мора стално да имат момент кога ти грешиш за да знаеш кај ти е лимитот, за да можеш да го подобриш на следниот степ, на следниот чекор.
Исто беше така и во мојава кариера, што спомнав пред малце 20-21 година. Имаше многу грешки, ама имаше и многу успеси во тестана. Значи, експериментирањето е дел од цела приказна нон-стоп. Јас до ден денес експериментирам, посебно кога е зима, Охрид, Струга, нели, немаме толку туристи, не се движи скоро ништо и јас тука си ги користам машиниве за да си испробам како е, што е, па ферментации подолги, квасење на тестата, користење различни типови на брашна и така натака и така натака. Значи мора да се проби стално, да се греши за да се погоди. Што е она што го нудите, по што сте различни од другите? Велетово на Slow Food настан во Охрид ги освоивте симпатиите со македонска пица направена со 100% македонски состојки. Бака, да почнеме со македонка се вика пицата што ја презентиравме на Slow Food. Мада што за право на вистината ја имавме и претходниве 2 години ние секој септември. Таа има добро тестоно за пица што го правиме. После редиме прова моцарела, тоа е ја произведуваат Вимилк за нас. Како база имаме крем од павлака со копар. Ставаме домашен ајвар и тврдо овчо сирење 118 месеци и маслинка од дојран, дојранска маслинка. Тоа беше интересната приказна. Мислам, сите елементи на Македонија сакав да ги спојам, ама да се баш автентични. И мислам дека е интересна, вкусна е. Сите се чудеа, абе како ајварна пица, ама зошто не? Тоа е она по што се разликувате од другите? Па мислам дека како да го објаснам најправилно, брзината на мислење околу комбинации на пициве и мешање состојки што за други би биле необични, мислам дека тоа не разликува. Пошто јас пред време ги осеќам некои работи пред да ги изготвам и затоа пробам континуирано, пробам. И македонка имаше неколку грешки, ама ако дојде до тоа е тоа, значи на почеток мислев чекај македонски луканци да ставиме, не оди. Ајде сега да ставиме, што знам јас, некој тип на туршија, не, многу е кисело. И на крај кога стигнавме на она што го презентиравме на Slow Food, бев задоволен и јас, а видов и дека и публиката таму што се движеше беше изненадена позитивно, што мене ме радви. Заедно со твојата сопруга Анита, веќе 4 години сте во приказната прова. Дали кај твоите деца има интерес за оваа работа? Па сега, бака, ја не мал, така уште не знаеме да го дефинираме, пошто е дете од 3 години, не знаеме тоа да го дефинираме. Деја знај да дојде да помогни, да се најди тука во приказната, што треба да направам, како треба и сите тие работи. Значи ти е интересно. Сега дали таа би сакала да готвит или да менаџират нешто околу рестораниве или било што, јас не знам. Времето само ќе покажи. Јас не форсирам никогаш ништо и никого, така да. Дали има разлики во рецептурата за подготовка на пица и има ли некоја тајна? Да го уништиме за секој што и мит, како ќе ме прашат, ова ти е рецепта од Италија, сигурно ова е права италијанска пица. Не, дечки, не постои права една таја италијанска пица. Значи, тоа да го избришиме. Италија има 20 региони, што се големи долу колку Македонија. И секој регион си ја прави по негов начин пицата или фокача или пинса, не е битно. Сите се пратат колку толку, ама немат една единствена рецептура. Сега, например, е во мода наполетана контемпоранеа. Значи, со ептем големи венци, спакнати и помала. После имаше, до пред 10-15 години, беше во мода, што сега ја викаме ала романа, значи тенка и поширока, или руата ди карро, што вика. Значи, има многу видови на пица. Јас стално велам, во проба го давам моето мислење, мојата визија за италијанска пица. Не значи дека ова е таја. Јас вака ја сакам. Тоа е тоа, немате една и крај на муабетот
ме разбираш, мислам. Значи нема некоја тајна состојка. Нема тајна состојка, имат многу работа околу пицава. Изгледат едноставно јадење, а уствари имат куп работа околу него, значи пратење на тестото, чекај времето е влажно, сончево, суво е, ова, она. Имат многу тертипи и многу пратење околу тестото на пица. Немат една состојка како магија да ти да му ја ставиш и готово се направи пицата, некој прашач или нешто. Немат. Имат знаење, како што велевме пред малце, имат грешки правење многу, успеси, неуспеси и така натака. Само пак морам да го повторам. Морат експериментирање, мора да се бараме сами себе си, да примаме критики, да пробаме, да сгрешиме, па да победиме, па пак и одново, нон-стоп тие работи. И само мислам дека е тајната, а дека некој ќе ви дај ливче со напишано толку грама вода, толку мл вода, толку грама брашно, она, јас и сега можам тоа да ви го дам, ама нема да биде тоа. Си барат и нормално и техниката, технологија што ние инвестиравме и во тобајги, во миксери, во делилици и така натака, значи тоа е дел од приказната. Големо е некако, не е едноставно, само ова и толку. Која е бројката на пици што ја имаш направено до сега? Има ли рекорди? Ако не се лажам, сега 560 беа пиците во еден ден. Дали биле 555 или 563, јас сега не знам дека тогаш рековме 560, вау, и се тапкавме по рамо, демек браво, тоа беше еден Феррагосто. Феррагосто им е најглавниот празник сред лето во Италија, 15 август е тој, и тука цел свет ми се чините излезен, нешто како 2 август во Македонија. И тогаш беше таа астрономска бројка, ама интересно, знаеш, се среќаваш на моменти со колеги со кои уште се слушам, пример. И тоа остана. А за во проба овдека? Па овдека сме стигнати некаде 380, како беше? 380 или 90. Во еден ден. Во еден ден, да ги направиме пици. Исто тоа било сред лето, дали 1, 2 или 3 август не се сеќавам, ама 380-90 сигурно ги броевме баш. Сега јас кажав рекордот максимален, ама во Македонија 380-90 во еден ден ги имаме направено и то... Да. Може ти поише по некој пазар. Тоа е бројка. Тоа е бројка, да, тоа е бројка. Кои се плановите на проба во иднина? За збогатување на понудата, јас можам да да смислам нови јадења, нови видови на пица, еден куп работи, но си барат тоа персонал за тоа да го припремат и не може стално да е соодветно, така да понудата ја дозираме како на капка по капка, ме разбирате. Концептот Струга е ресторан, значи таму си седвите, си пијате квалитетно вино, имаме пиво на точење, благо имат, пиците од проба се тука, пастите се тука, таму одат многу пасти исто, скоро колку пици, мада што пицата е стално на највисоко ниво потрошена. Значи, тоа е баш ресторан, пицерија класична. А во Охрид стоиме за тоа на take away, земај бегај. Тоа е моментот и се уште стои тој концепт за Охрид. За иднина плановите ни се да ја прошириме мрежава со идеја на франшиза. Значи, логото е веќе брендирано, законски, све си имат registered trademark и се надеваме, веќе сме во преговори, се надеваме да се проширит мрежава на проба и во други градови од Македонија или зошто да не во блискиот регион, зборам за соседниве држави, кај што покаже интерес неколку души. Сега да видиме, да седниме, да се направи тоа зимава, пошто ево логото сега скоро го регистриравме и франшизата може да тргнит. Ние сме спремни и мислам дека и Пазаров е спремен за проба да имат потака од Охрид и од Струга, реално.